Целта на секој градинар е да одгледа здрави и вкусни овошја и зеленчуци. Не може да се спореди љубовта и односот кон сопствените производи наспроти плодовите купени на пазарот. Најцврстиот однос да се имаат зеленчукот и овошјето секојдневно на семејните ручеци се гради низ сопствената градина. Ова е една од стратегиите на Slow Food Македонија кога почнал да се популаризира проектот Училишни градини. Кој е бенефитот на учениците од училишните градини? Училишните градини знаат да мотивираат, знаат да се охрабрат децата да станат свесни за својата способност, што ќе ја направат да го прикажат своето умење. Потоа со дизајнирање на училишните градини тие го развиваат и овај креативниот момент. Училишните градини постојат од 2013 година. Иницијативата дојде од Slow Food интернационална организација. И ние во училиштето кај што работев, средно угостителско туристичко училиште, направивме училишна градина. Почетоците првите чекори беа многу скромни, затоа што успеавме едно напуштено место во дворот да го оплемениме. Насадивме најмногу зачински билки, затоа што тоа е најлесно и многу брзо се фаќаат тие билки. Ни се приклучија неколку членови од колективот, но најмногу работевме со Василка Стефановска, затоа што таа и оформи друштво и го нарече Slow Food Водно. Така да Slow Food Водно е иницијатор за формирање на училишни градини. Прво кај нас, а потоа и во други училишта. И приказната продолжи да тече понатаму, се повеќе се популарни училишните градини. Како ги популаризирате? Колку сте задоволни од тоа дека во училиштата има места на кои што децата можат да посадат нешто, да му се радуваат додека расте? Па за наше задоволство и многу други училишта од Скопје почнаа да се интересираат за училишните градини. Едно од првите училишта беше во Бардовци и ние отидовме таму и тогаш имавме средства, направивме на многу убава училишна градина. И долго време се одржуваше таа градина и беа заинтересирани учениците. И потоа се прошири мрежата, ни се приклучија повеќе училишта. Дали приказната за одгледување сопствен зеленчук и овошје влијае кон промена на детското мени, зеленчукот и овошјето да бидат редовно застапени во нивната исхрана? Всушност, колку љубовта кон градинарството понатаму значи и почитување на овошјето и зеленчукот како здрава исхрана? Ние велиме здрава исхрана, добра и правична храна за исхраната. И децата користат. Најмногу користат и сите кажуваат дека тие што имаат каде да одгледуваат, се имаат за своји потреби. Мислам дека и родителите веќе се свесни за начинот на исхрана на нивните деца. Дека овошјето, зеленчукот влијаат на нивниот развиток. Всушност, патот до овошјето и зеленчукот на семејната трпеза многу полесно би одел низ училишните градини или низ собствената градина? Секако. А сега имаме една иницијатива, се што ќе однесеме по училишните градини, да биде тоа некое дрво, овошка, а не да биде досега како зачински билки, цвеќиња и така натаму. Да се поттикнат децата не само да ја сакаат природата низ практикувањето градинарство,
туку и да ги сакаат овошјето и зеленчукот ќе бидат врвни приоритети на училишните градини и во иднина.